Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, за последните 3,5 години, од 2013 година, па до сега, направивме многу во овој град. Почетокот беше да тргнеме амбициозно, да завршиме што повеќе проекти во овој град, да исполниме што повеќе барања на жителите во овој град. Еден од најголемите успеси во овој мој период на секојдневно максимално ангажирање, со максимална мотивираност и на мене како градоначалник, но и на мојот тим, е што не ја задолживме општината ниту со еден денар. Завршивме над 400 проекти ги завршиме со пари на општината, со пари на граѓаните, при тоа сервисирајќи ги сите оние обврски кои ги наследивме, кои тековно пристигнуваа. 400 проекти кои го променија ликот на овој град. Штип за овие неколку години под моје раководство навистина претрпен неверојатна трансформација. Завршиме значајни проекти кои граѓаните ќе ги користат и ќе им бидат од полезност, а ќе тргнам прво во градот. Да истакнам дека ја привршуваме реката Отиња, уредувањето на коритот на река Отиња. Ја наследив после тешки елементарни непогоди, тоа 3 години, со максимално ангажирање на мал број на луѓе, со максимално штедење. Реката Отиња доби прав лик, стана омилено место и шеталиште на нашите сограѓани, а сите кои доаѓаат во градот гледаат како таа изгледа. Преостанува еден мал дел кој треба да го завршиме до Ново село. Направивме мултимедијален центар. Летното кино го трансформиравме. Општината финансираше 60%, 40% беа пари од европските фондови. Го реновиравме и домот на младите, затоа што некаде околу 40 години таму немаше никакви инвестиции и мислам дека во тој дом на младите се сместија голем број на наши издруженија кои работат за добро на градот. Да кажам дека направивме канализации во населбата Чадаклија, Македонка, Балканска. Ја завршиме некаде околу 80% канализацијата во населбата Караорман и лично мислам дека овие населби кои чекаа со децении да добијат канализација, конечно ја добија. Го решивме водоснабдувањето на неколку населби, на населбата Дузлак, Света Недела, го решивме водоснабдувањето на населбата Караорман и секако решавањето на проблемите со водоснабдување во селото Селце, селото Шеврлија, Лакавица и Балталија. Да истакнем дека во сите населени места, каде имаше природни извори на здрава вода за пиење, ги реконструиравме чешмите, направивме плоштади, а направивме и голем број на водопоила за добитокот во тие населени места. Во градот, навистина, се посветивме на комуналната инфраструктура. Некаде околу 140 улици добија нов асфалт. Само ќе набрам неколку тие проекти. Ја асфалтиравме конечно улицата Вида Попјорданова, улицата Мирче Ацев, Тодор Коларов. Ја асфалтираме улицата Каваклија, од деснаците направивме цел ринг околу Сутлакот. Ја асфалтиравме улицата Вардарска. И таа стана неверојатно фреквентна улица и ќе биде полезна сите граѓани на нашиот град. Паралелно со тоа ја асфалтиравме улиците Христијан Карпош, Еврејска, Трст, Стоја Рибата, Вераца и Ревири, Иволола Рибар, Пиринска, Сутјеска. Ја асфалтиравме комплетно патната инфраструктура во населбата Баби, една од најважните улици, улицата Лески, пота 15 Конгрес. Ја асфалтиравме Драги Крупишки, Сремски фронт, Джемел Биедич, Борис Кедрич, Крстен Мисирков. Значи голем број на улици се асфалтира во нашиот град. Радански пат. Значи скоро сите населби добија асфалтна инфраструктура и уште мал број се на улици кои не се асфалтирани или за реконструкција, на нив ќе им дојде редот во наредниот период. Подеднакво се посветивме и на поврзувањето со асфалтни патишта на сите наши селски средини. Во Вчеполието направивме пат до Срчиево, изградивме пат до Трогерци, а го реконструиравме некаде околу 2 км патот од Врсаков до Судик. Само во овој дел инвестиравме некаде околу 1 милион евра. Ги асфалтиравме сите улици во населбата Врсаково, сите улици во населбата Три Чешми, во населбата Чадаклија, Балканска, Горна, Долна, Железничка. Него запославивме и Лакавичкиот регион. Ги асфалтиравме улиците во селото Драгоево. Ги асфалтиравме улиците во селото Селце. Го направивме не целосно патот до Пукче, остана уште 1 километар. Го направивме патот до Сувограло. Го изградивме патот и улиците во селото Лесковица. Го реконструиравме патот до селото Пиперово и улиците во село Пиперово. Го направивме патот до селото Горачино. Ги асфалтиравме улиците во селото Љуботен и во селото Долани. Направивме проекти за изградба на патишта до селото Танатарци од Горачино,
поврзањето на селото со Сувограло со Степанци, доградување на патот до Пухче и секако изградба и реконструкција на патот до Балталија. Го направивме патот до Мантово. Езеро кој се наоѓа на 24 км од нашиот град конечно е достапно и мора да кажам дека во делот на туризмот Штипјани направија голем број своји куќи за одмор на тоа езеро. Инвестиравме во делот на комуналната инфраструктура во смисол, го покривме градскиот пазар заедно со ЈП Исар. Потоа ги реконструиравме сите улици и ги асфалтиравме во гробиштата. Го уредивме просторот околу капелата, а сега ги оградуваме гробиштата. Ја асфалтиравме улицата Рибник и направивме паркинг простор пред бањата Кежовица. Бањата Кежовица доби комплетна реконструкција на машкиот дел, на тушевите и кадите и лично мислам дека во наредниот период ќе се посветиме во делот на сместувачките капацитети во овој дел. Да кажам дека ЈП Исар максимално се вложи во уредувањето на реката Отиња, направивме голем број на паркови во сите средини, но лично мислам дека еден од најдобрите проекти за уживање на нашите граѓани изградбата на патеката за Дисарот, значи од Ново село, која оди од Јаворот, поранешниот Јавор, значи од мостот во Ново село, па се до населбата 8 ноември и сега продолживме до населбата Балканска. Зошто е битно? Битно е дека нашите сограѓани имаа река Брегалница, имаа Исарот, а никој пат не знае колку убава да речеме самата река Брегалница од задната страна за Дисарот. Стотици граѓани дневно шетаат во тој дел и во тој дел правивме нови содржини, една од тие фитнес зоната која функционира подеднакво за младите, но и за постарите. Да кажам дека во делот на спортот направивме над 20 спортски терени, близо само некои сегменти. Со Агенцијата за млади спорт направивме 2 мултифункционални игралишта, и тоа кај медицинското училиште, значи во населбата Мазги и во населбата Сењак. Потоа направивме 4 тениски терени, односно 2 дуплекс тениски терени во населбата Сењак. Да истакнем дека изградивме 4 спортски терени во населбата Дузлак. Тоа се случи во населбата Баби, каде направивме кошаркаско игралиште, а ја довршуваме и спортската сала на училиште Славејко Арсов. Да истакнем дека Универзитетот Гоце Делчев направи одлично мултифункционално игралиште кај салата Јордан Мијалков. Направивме и ги реконструиравме игралиштата за фудбал во населбата Баби и населбата Балканска. Да истакнем дека направивме игралиште и на улица Косовска, потоа 2 на улица Косовска кошаркаски игралиште, на улица Пролетерска, во Ново село, во Деснаците, кошаркаско игралиште. Направивме одличен фудбалски терен во Леваците, со вешка трева, направивме пристапен пат, што е многу важно и ја средивме со облекувалната. Моментално го работиме градскиот стадион, се направи негова реконструкција со поддршка на УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија. Општината успешно го реши напојувањето со електрична енергија, направени се рефлекторите, престои тендерска постапка за изградба на западната трибина и верувам дека наскоро таа ќе биде довршена. Со тоа градскиот стадион си доби свое многу битно значење затоа што без добри спортски терени нема врвен спорт. Да истакнем дека го направивме и игралиштето во Ново село, истото го градивме, а направивме реконструкција на неколку спортски терени. И тоа во населбата Пребек, кошаркаското игралиште, во населбата Три Чешми, кошаркаското и фудбалско игралиште, потоа во населбата Чадаклија, населбата Караорман, а моментално тече оградувањето на неколку спортски терени, и тоа едното е игралиштето кај Аргачот во населбата 8 ноември, потоа игралиштето во населбата Македонка, ќе се оградува игралишто на Пролетерска и 2 игралишта во населбата Баби. Тече тендерски постапка за оградување на игралиштата во Кежовица и во населбата Македонка. Морам да кажам дека во наредниот период се планира изградба на 3 кошаркаски игралишта. За едното веќе постапката е завршена, даде одобрение за градење. Тоа е веднаш до фитнес зоната зад Исарот. Мислам дека за младите од населбата 8 ноември, на сите рекреативци, населбата Ново село, многу ќе им значи изградбата на ова игралиште. Да кажам дека тамо ќе се направи скејт парк. Тоа е многу битно затоа што на децата од нашиот град им треба такви содржини. Успеавме да направиме и спортски терени дури во селските средини. Направивме асфалтирано фудбалско игралиште во селото Шеварлија. Исто такви игралишта направивме во селото Лакавица, во селото Селце и во селото Чардаклија. Мислам дека и децата во тие средини почувствуваа што значи да се имаат добри услови за спортување. Во наредниот период во делот на спортот општината повторно ќе инвестира доста, на годишно ниво знаете дека даваме некаде околу 500.000 евра. Убеден сум дека новиот закон што го донесе владата да ги субвенционира и ослободува давачки бизнисмените ако инвестираат во спортот, ќе ги на некој начин потикне раководството на клубовите да бараат повеќе спонзори. Во делот на културата во овој период направивме многу. Пастрамалијата издигнавме на највисоко можно ниво. Макфест доби нови содржини. Тоа е фестивал
кој 31 години се одржува нашиот град, но сега со музика во живо. Се произведуваат фантастични музички хитови кои се вртат на нашите радиостаници, телевизиски станици. Да истакнам дека Штипско културно лето се одвива одлично, со одлична организација. При тоа мора да истакнам поддршката на Министерството за култура во делот на Макфест, но и на стопанството од нашиот град во делот на организацијата на Пастрамалијадата. Знаете дека Свети Никола празникот го организираме веќе во црквата Свети Никола и признанието го добиваат еминентни наши сограѓани од нашиот град кои израснали во врвни стручници од различни области. Да кажам дека дури и водокрстот, односно Боговеление водици, веќе не се организира на базенот, туку на реката Брегалница. Да кажам дека во делот на културата реконструиравме неколку куќи од старата архитектура, каде општината помогна, тоа е Личковата куќа, се направи музеот на ВМРО со восчни фигури во Ново село, а истовремено почна активностите за реконструкција неколку куќи на улицата Гоце Делчев. Се надеваме дека доколку недостасува средства, општината ќе вложи средства да таа архитектура која е многу автентична за нашиот град биде зачувана за едните генерации. Да истакнем и тоа дека ги уредивме просторот Келаджите, тоа беше неуредено место, и да истакнем дека во сите населени места направивме доволно паркинг простор околу сите згради. Направивме дел од фасадите во централното градско подрачје и посебно сакам да истакнем дека еден од добрите проекти кои ќе се заврши во наредниот период, тоа е паркот на Макфест, кој се наоѓа во центарот на градот, се надеваме дека наскоро ќе биде и тој завршен. Направивме центар за аутизам, за деца со посебни потреби, се гради домот за стари лица и лично мислам дека тоа се одлични проекти кои ќе дадат можност да сместиме голем број на наши сограѓани кои моментално се сместени во другите градови, токму во тој дом каде ќе има некаде над 90 апартмана, каде општината максимално се вложи и верувам дека наскоро ќе отпочне неговото довршување. Секако дека бројот на проекти кои се завршени е огромен, но ние мора да посветиме внимание во наредниот период што ќе градиме. Веќе за оваа година имаме обемна и навистина интересна програма. Еден од најдобрите проекти кои ќе го направиме е конечно да се направи уште еден мост на реката Брегалница после 50 години. Тој мост ќе биде лоциран значи во населбата 8 ноември и ќе ги поврзува улиците Борис Крајгер со улицата и булеварот Гоце Делчев кај Алумина. Тоа ќе биде обиколница која ќе го растарети централното градско подрачје, ќе го растарети мостот, камениот мост во Ново село и веќе ќе ги поврзе многу значните населби, а тоа се Сењак, Дузлак, Баби, каде живее, можеме да кажеме, некаде околу 30% од населението со индустријскиот дел. Идејата е тој пат и таа улица да продолжи се до Бањата Кежевица. Тендерот веќе тече, се надевам дека за едно 6 месеци веќе таму ќе имаме едно големо градилиште. До крајот на годината треба таа делница да биде комплетно завршена, финансиските средства се на општината, тие се веќе обезбедени и се надевам на успешно завршување на овој проект. Многу значаен проект ни е да го решиме водоснабдувањето на 3 населби, а тоа е на Чадаклија, на Македонка и на Балканска. Проект вреден 1 милион евра, каде ќе се влече комплетно нова линија од филтер станицата. Ако веќе таму направиме комплетна инфраструктура, имаме секундарна мрежа, има дел примерна мрежа, мислам дека со средства кои ќе го обезбеди владата веќе се влезени во програмата на Министерството за животна средина, успешно ќе го решиме тој проблем затоа што наша заложба и цел како општина е да не се случи да остане населба во нашиот град каде ќе нема вода за пиење. Во наредниот период планираме да направиме на детска градинка и тоа уште оваа година. Таа ќе биде лоцирана во населбата Сењак. Имаме 200 деца на листа на чекање. За нас апсолутен приоритет е деца да бидат згрижени во детски градинки. Тука најдобро ќе се социјализираат, воспитуваат, а ќе вработиме и голем број на лица кои имаат соодветно образование во делот на педагошките науки. Да истакнем дека изработуваме проект за уредување на реката Брегалница на исти принцип како и Отиња, и тоа од влезот во населбата 8 ноември, покрај новото шеталиште, па се до Бањата Кежевица. Тоа е огромен проект кој ќе го правиме со сопствени средства, веќе имаме огромно искуство и верувајте дека со тоа Брегалница целосно ќе ја приближиме до граѓаните на Штип. Да истакнам дека се планираат и изградба на неколку многу важни сообраќајници, и тоа е поврзувањето на село Почивало со Бучим, потоа изградбата на патот од Шашаврлија до селото Кошево кај Петровци. Се направи проект за изградба на пат од населбата Деснаци, значи од Сутлакот, преку Струмина Чешма, до населените места Липовдол, потоа Љуботен, па се до Чифлик. Да истакнам дека со одлука на владата се обезбедени средства за поврзување на уште 4 населени места со нова патна инфраструктура, а тоа е патот Горачината на Тарци ќе се гради патот од село Сувоградо до Степанци, ќе се обнови патот до Балталија, а изработуваме проект за поврзување на селото Сушево со селото Доброшани.
Planirano je поврзување на црквата и манастирот Воскресение Христово кај Шеврлија, со патот до селото Шеврлија, довршување на канализацијата во Стар Карорман и изградба на модерни улици во таа населба, и да истакнам дека имаме обезбедено средства за доасфалтирање, значи на уште 1 километар пат до селото Кошево, покрај оние кои ги планираме преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделот и руралниот развој. Во нашиот град се планирани асфалтирање некаде на околу 15 улици ова година, и тоа улицата Борис Кидрич, која е многу девастирана. Потоа ќе се асфалтира улицата Страшо Пинџур, кај новата зграда кај Бауер, која со изградбата на овој век беше доста запоставена. Ќе се асфалтира нова улица во населба Леваци или блок 2000, каде продадовме плацеви, и пристапен пат до стадионот во Сутлакот со паркинг простор. Планирано е асфалтирање на улицата Кирил Печинич во населбата Баби и улицата Крушевска република. Во населбата Автокоманда планирани се асфалтирање на многу улици, тоа е на Сутјевска, на Пролетерска. Да кажем и тоа дека ќе се асфалтира во делот на левата страна на корито на реката Отиња, во стариот дел на селбата ќе се асфалтира улицата Кочорацин, потоа улицата Љубен Иванов, бидејќи таа улица е многу значена за новиот клинички центар. А тука мора да кажам дека растеретувањето на овој дел беше со поврзувањето на селбата Деснаци и изградбата на улица до Средното медицинско училиште, и ќе заборавев една многу важна улица, тоа е улицата Пито Гуликосовска. Незиното поврзување значи големо растеретување за тој дел од градот. Инаку да истакнам и тоа дека дел од улиците во централното градско подрачје кои не се асфалтирани ќе бидат довршени, затоа што навистина имаме одлична кондиција во буџетот, плаќаме добро и тоа редовно. На нашите тендери се јавуваат по десетина фирми, ги симнуваат цените до економски реални цени и верувате дека на тоа поле ќе работиме навистина во наредниот период доста. Инаку да кажам дека во делот на образованието инвестиравме доста во средното образование. Скоро сите спортски училишни сали се реконструирани и реновирани, значи училишто Ванчо Прке доби нов кров, нови прозори, целосно реновирана. Се реновираше салата во училишто Тоша Арсов. Потоа во училишто Димитар Влахов, во Гоце Делчев, се гради нова училишна сала во Славејко Арсов. Ова година планираме реконструкција на дел од салите во средните училишта. И при тоа да истакнем дека и покрај тоа што затекнавме некаде долго во 600.000 евра за превозот на учениците од соседните општини во нашиот град, успеавме и долго за превозот да го намалиме на некаде околу 200.000 евра. Се надеваме дека во првите 6 месеци од годината и овој дел ќе биде комплетно анулиран и ќе немаме никакви обврски, никакви долгови. Лично се надевам дека тимот во општината, кој веќе се научи да работи, Оделението за финансии кој добро ги буџетира парите во делот на прибирањето и приходите на даноци, данок на промет, фирмарини, се оно што не следи како финански средства, да речеме, од блок дотацијата од владата, од ДДВ-то и персоналниот данок, ќе бидат доволно средства да ги реализираме сите овие проекти. И јас моето излагање би го завршил со сите оние проекти кои ги работи и владата на Република Македонија. Пред 4 години реков дека Штип ќе биде големо градилиште, сите патишта ќе водат кон Штип. Значи, патот Велеска-Дрифаково веќе е завршен. Интензивно се гради автопатот Штип-Скопје. 90% се веќе работите завршени во делот на земените работи. Првиот слој на асфалт веќе е ставен, се направија скоро сите клучки и се надеваме некаде тамо после мај месец да имаме финализирање на овој проект. Тој е многу значаен проект за Источна Македонија и за нашиот град, затоа што патувањето до главниот град ќе биде многу пократко, ќе биде побезбедно и, што е многу битно, ќе биде многу поевтино. Се заврши тендерската постапка за изградба на регионалниот експресен пат до Кочани во прва фаза, следниот пат автопат, кој ќе оде од 3 чешми, но надвор од населените места. На овој начин ќе ги заобиколиме населените места Чардаклија, потоа Балван, Крупишта и Облешево, и практично сите оние несреќи кои случуваат заради фреквентноста на овој пат веќе ќе бидат надминати. Мислам дека тоа е одличен проект кој понатаму ќе продолжи према од Кочани, према Делчево и бугарската граница и ќе ни биде достапна, значи и Република Бугарија и нивните туристички места многу побрзо и побезбедно ќе патуваме. Знаете дека експресниот пат до Радовиш е во фаза на тендерска постапка и на експроприација. Ќе имаме комплетно ново решение, некаде од 7 километар, па се до Бучим, а другиот пат оваа година ќе биде комплетно ревитализиран и реконструиран. Инаку да истакнеме дека се гради интензивно новата клиничка болница. После 80 години од изградбата на болницата во Кралска Југославија добиваме една модерна болница каде ќе добијат многу и лекарите, и здравствениот персонал, но пред се пациентите од цела Источна Македонија. Неверојатен проект со една врвна опрема, се гради во 3 смени. Морам да го истакнем изградбата на гасоводот и на далноводите за снабдување со електрична енергија од Србија и Бугарија и Грција према Штип.
и секако во наредниот период изградбата на аеродромот. Без економски развој нема напредок, затоа општина Штип направи на бизнисмените во Штип максимално ги олесни процедурите и постапките да градат фабрики. Секој бизнисмен кој дојде во нашиот град е примен и му излезено во пресрет веднаш. Имаме тир зона која финансира владата и 3 фабрики, Johnson Controls, Technical Textiles и Condevo, наскоро ќе почне да работи, таа е готова. Но ние се гордееме што во нашите 5 индустријски зони кои се надвор од тир зоната се градат голем број на фабрики. Посебно за мене гордост е индустријска зона Запад, каде на 350 хектари површина ќе се градат голем број на стопански капацитети. Првите 2 фабрики се изградени. Актива ја направи својата фабрика со Ванхол, ја градат својата втора фабрика. Сема Квешен се заврши фабриката, веќе работи, а наскоро очекуваме да дојдат и нови инвеститори. Верувајте дека во населбата Триши ми градиме нова индустријска зона, каде ќе имаме некаде 10 плацеви, тоа ќе биде на обиколницата према Радовиш и Кочани и автопатот, има заинтересирани инвеститори. Новата индустријска зона во Плуждино, од гробиштата према Кланица, ќе има некаде околу 18 плаца за мали и средни предпријатии за гадувачка индустрија. Правиме нов дуб за делот на индустријската зона кај Астибо, Метална, Алумина, каде ќе имаме 10 нови плацеви и ќе дадеме шанса на постоечките бизнисмени да градат. И сето тоа, морам да кажам дека резултира со голема вработеност во Штип, со намалување на невработеноста, со тоа што голем број на граѓани доаѓаат во нашиот град и бараат работа. И затоа општина Штип е прогласена меѓу 6 општини во Европа со најпривлични за странски инвеститори, со убави услови за живење, и тоа на еден транспарентен и многу коректен начин со што ние се гордееме. Ги имаме сите сертификати за една општина која навистина дава максимални поволности за градење. И затоа во нашиот град 1000 станови кои се изградени, кои се градат, се привлични и за жители од соседните градови. Барем 50% тие станови ги купуваат жители од другите градови, кои најдоа перспектива во нашиот град, кои најдоа услови за живење, услови за школување на своите деца, затоа што универзитетот е наша гордост со бројот на студенти, и затоа Штип си го доби своето историско место кој му припаѓа. Град кој има 9000 години стара историја, град кој бил секој пат центар на Источна Македонија, еден од главните центри на Пајонското кралство, а Стибо и Стипион биле многу значени трговски центри, град со бурна историја, со неверојатна култура, град на политиката кој го доби своето значено место. На мене ми е мило што можев за овие неполни 4 години да бидам дел од изградбата на овој град, затоа што Штип е дел од мене, јас сум дел од Штип и сум горд што можев да се вложам со мојот стручен профил, со моето знаење и посветеност, заедно со мојот тим, да направиме што повеќе работи во нашиот град. Се надевам дека сите овие проекти кои ги завршиме, нема време сите да ги набројам, ќе донесат бенефит на граѓаните на Штип, а граѓаните на Штип уште долго ќе сеќаваат на едно време кога во овој град се градело со љубов, со максимално штедење, кога парите на граѓаните биле максимално респектирани и кога на граѓаните сите оние пари кои ги вложиле во општинскиот буџет им се вратиле на соодветен начин. Нема да остане населба ни населено место во нашиот град каде нема да се создават современи услови за живење, а тој е наш максимален предизвик кој ќе овозможи силен економски напредок на овој град. И јас ќе завршам со решеницата дека може да се случи наскоро Скопје да биде најголемо предградие на Штип. Едно прашање само. Дали имате во план за втор градоначалнички мандат? Значи, јас не конкурирав на конкурсот на мојата партија за градоначалници. Ценев дека не треба да конкурирам, затоа што добро е кога имате еден мандат, а за тој мандат да направите работи, да речеме, како за неколку мандати. Значи, за овие неполни 4 години јас не отидов на годишен одмор. Значи, моето работно време, знаете, почнуваше од 5 наутро. Овде вратата беше широко отворена за сите граѓани, сите беа примени и сослушани. За мене се подеднакво битни граѓаните од селото Брес и од центарот на градот. И за мене се она што е направено во овој град, што е направено, е доволен доказ за една успешна локална самоуправа. На Штип му се случи една одлична приказна овие 4 години, после долги време на стагнација. Штип го достигна дното во минатиот период, кога голем број на мали играчиња во Источна Македонија го надминаа. Сега мислам дека Штипини се гордеат. Баш имав прилика за викендот да шейтам од населбата 8 ноември до населбата Балканска. Верувајте дека јас не можев да испечачам оваа патека затоа што сите ме запираа и беа воскитени од идејата тамо да се направи едно такво шеталиште на нашите сограѓани, а тоа ќе биде велосипедска патека со идеја да заврши до Таринци, а понатаму и низ Чупулието, но пред се да ги поврземе населбата Чадаклија, Македонка и Балканска преку мостови со центарот на градот и каде луѓето пешки ќе се доаѓаат од оваа страна, неголи кога обикалаа околу
железничка. Ке заборавив дека направивме ново училиште во селото Шаварлија. Значи Плачковичкиот регион не го заборавив, таму направивме исто улици, направивме пат до Никомен, но горе конструиравме училиште во населбата Македонка. Целта ни е навистина животот да биде подеднакво добар за сите, и за новинарите, и за децата, и за спортистите, и за работниците, и за пензионерите, и мислам дека максималните услуги кои ги направивме во овој момент дадоа добри резултати. Јас сум задоволен од тоа што е сработено. Можеби ќе може да се направи повеќе, но најголема желба ми е да веќе кредитот према Светска банка е вратен, да го довратиме кредитот до јапонска џајка, остана уште малку, и добро да го сервисираме кредитот до Европската банка за обнова и развој, кредит кој беше земе во некои минати времења за обнова на водоводниот систем, а кој не беше сервисиран и не беше враќан на време. Така да мислам дека со моето доаѓање кредитот се враќаше редовно, сега со ИСР ги тераме работите на вистина добро и верувајте дека се она што е инвестирано во овој град, граѓаните го гледаат. Што по градоначалничките функции? Вие знаете дека јас сум фармацевт, имам одлична струка. За мене е битно дека во животот повеќе од 30 години сум на раководни позиции, од кои 10 години скоро бев директор на Агенцијата за лекови, на Бирото за лекови. Бев 2 години председател на Советот, еве 4 години градоначалник, раководител и во Алкалоид, но и во аптеките во нашиот град. Бев и професор во Средното медицинско училиште. Мојата струка е мој предизвик. Јас сум сепак стручен во мојата струка, тоа ми недостасува, иако секојдневно се трудам да се занимавам и со фармацијата. Мислам дека на граѓаните на Штип им требат добри стручници од област на медицината, така да јас и овде како градоначалник ги бев на располагање, но сега ќе можам да се поставам малку повеќе. Инаку после 30 и кусур години динамичен живот, 33 години на раководни позиции, мислам дека треба да дојде период и на релаксација. Битно е дека на тој што ќе дојде после мене, му се оставени една средена општина, финансиски максимално консолидирана, со одлични сектори и служби кои се знаат работата, со одлични регистри на данъчни обврзници, на обврзници према фирмарини, данъчни обврзници од правниот сектор, нели, од компаниите, но и кај приватните жители, со добра и ефикасна работа на општината и мислам дека тоа е најголемата придобивка. За мене исто така е многу битно дека не треба да се врзуваме во политиката за функции, затоа што секоја функција е минлива. Јас бев директор на Бирото за лекови еднаш, па дојдов, па втор пат, нели, сум бил на раководни позиции, сум имал нормално и возвишение, но и падови, тоа е добро да го имате во животот, но битно е дека кога ќе дојдете на функција, најважната работа е да не се заборавите, да налетнете во небо, да останете исти како и пред функцијата, затоа што ако тоа не го направите, значи вие имате проблем. И треба да знаете дека еден ден таа функција ќе заврши. Битно е дека во животот треба да оставите трага зад себе, а мислам дека во овој град јас оставив трага. 90% од граѓаните се задоволни од тоа што го работиме според анкетите, нормално 10% размислуваат на различен начин. За мене се тие многу битни. За мене се битни и мислењата дека реката Отиња не е средена добро. Такви мислења има, но за мене е битно кога шетам по реката Отиња дека граѓаните се одушевени, дека кога им дојдат роднини пријатели, веќе има што да покажат и не се срамат од овој град. За мене е битно што и кај библиотеката направивме амфитеатар и направивме сцена за летни доживувања, што едноставно секојдневно инвестираме. Не застанавме ни во зимскиот, ни во летниот период. И затоа мора да кажам дека останува тим на луѓе кои понатаму ќе работат на начин како ги научив. Битно е дека младите деца во собранието научија како да работат и битно е дека го имаме еден Ангел Бојаджиев, еден Игно Иванов, една Наджинска Натче, го имам и Александар Југов, Никола Пашинов, Кира Јорданов, Александра. Сите тие вработени во општината, морам да го спомнам и Трајче Ристов, од делот на даноци, на правни субјекти, и да не ги набројувам сите оние мои соработници кои ме следеа неверојатно, сватија како треба се работи, сватија дека не треба се оди на пауза и на крајот овој град отиде напред. Значи, во овој момент, да бидете шести во Европа нешто значи, но анализите покажуваат дека Штип е еден од најперспективните градови во државата, а во тој сегмент се вградија моите соработници и вработените во сите јавни предпријатија, институции, но се вградив малку и јас. Така да мислам дека сето ова мене ми исполнува и јас сум среќен кога тргнам со автомобилот, па отидам да речеме на улицата Михајло Апостолски асфалтирана,
понатаму Христијан Карпош, па Маршал Тито, па отидам по Славчо Стаменски асфалтирана, па отидам по Сутјевска асфалтирана, дел Парадански пат, секаде во градот веќе не ги кршам автомобилите и таксистите кога ме носат се задоволуваат тоа што е сработено. Кога идам во сите населби има спортски терени и тоа е фантастично. Децата спортуваат и така се борим против пороците на денешното време, против наркоманијата, никотинизмот, алкохолизмот. Кога има паркови секаде и шеталишта каде шетаат сите луѓе, па најголемата работа е што луѓето ги изнесува од дома. Значи шеталиштето кој го направивме за Дисерот и понатаму до Ново село и она што го направивме према населбата Карорман, сите имаа скепса дека тоа ќе се направи. Никој во тоа не веруваше. Но ние со парите на општината се однесуваме како да се пари на нашите деца. И јас тоа постојано велам. Штип ја не го наследив од моите родители, туку го поземив од моите деца, од моите сограѓани и мораме да им го ставиме да биде уште подобар, поубав и посреден град. И затоа ќе останам да живеам во овој град нормално и ќе уживам во тоа што е направено за овие 4 години. Еве градоначалник, да ве кажеме, Министерството за земјоделие излезе со една пресконференција по Нова година дека се планира изградба на брана на река Одиња, инвестиција да точине околу 2,6 милиони евра. Дали во овие средства се планира и самопридонесот кој што средства кои што веќе подолго време стоат на сметката на општината? Мене ми е жал што браната на Отиња не беше направена порано. Значи имаше обиди од еден градоначалник да направи референдум за пренамена на парите од самодопринесот, тој беше неуспешен, не беше поддржан од неговата партија. Во 2005 година како претседател на Советот на тогашниот премиер господинот Бучевски го замолив да помогне да се направи брана на река Отиња, бидејќи имавме некаде околу 90 милиони денари или 1,5 милион евра. За жал во тој период, место да се искористите тоа, 500.000 евра беа позајми на јавните претпријатија пари од самодопринесот и парите од 90 милиона станаа 60 милиона, од 1,5 милион евра станаа 1 милион евра, до ден денеска тие пари не се вратени. Значи лесно е да земете пари, тешко се враќаат и јас сум гор што ние сервисираме се добро и немаме никакви долгови сега во овој момент, освен кредитните оврски општината, се што е направено се е и платено. И мора да кажам дека сум благодарен на владата на Република Македонија што во делот на стратегијата за води во наредниот период ќе има неколку важни проекти за нашиот град. Еден од тие изработка на проектна документација за изградба на магистрален канал за наводнување од браната Мантово према Лакавичкиот регион, бидејќи со изградбата на таа брана се запусти цела Лакавица. Тоа ќе значи враќање на жителите, тоа ќе значи систем за наводнување за селата Пиперово, Лесковица, Сувоград, Степанци, Пуче, Селце, Драгоево до Софилари, Лакавица. Вториот проект е изградба на Козешка брана на реката Барга, тоа е браната Баргала на Козешка река. Мислам дека тој проект е многу значаен и битен и за водоснабдување во наредниот период на Штип, затоа што веќе ЈПИСАР работи на проект за преземање на тие води, таа е многу чиста вода од Плачковица, но ќе значи наводнување на дел од Штипското и Карбинското поле, тоа е добар проект. Третиот проект е изградбата на проектна документација на брана на Судичка река, на целото Судик, таму на времето се правени одредени истражувања. Со министерот за земјоделие ја терам оваа работа и за мене најдобрата работа е што владата донесе одлука да се гради браната на река Отиња. Секако дека парите од самодопринос се планирани за таа брана. Верувајте дека ќе ја промениме климата во нашиот град, ќе добиеме рекреативно езеро и место за уживање, но ќе добиеме и техничка вода за наводнување на зелените паркови содржини во централното градско подрачје и затоа мислам дека тие се добри проекти. Не случајно, кога ние на микроплан како град градиме толку многу, се она што го гради владата на централно ниво и нивните проекти, мислам дека на крајот ќе резултираат Штип стварно да биде прекрасно место за живење. Покрајниот олимписки базен кој ќе се гради кај салата Јордан Мијалков што е влезено во програмата, мислам дека тоа ќе биде исто одличен проект, а да не забораваме дека спортско-рекреативниот центар веќе се прават проекти и за 2 години таму треба да никнат и спа центри, треба да никнат нормално и убави содржини за релаксација на младите. Тоа се големи проекти. Значи големи проекти. И морам да потсетам дека веќе во Штип се градат неколку хотели. Во населбата 8 ноември се гради одличен хотел. Потоа ќе се гради многу интересен стамбен комплекс во населбата Сењак. Знаете, Актива купи 6 парцели. Тие веќе се во напредна фаза во тој дел. Можеби ќе направат некаде над 350 станови. Со изградбата, значи на улицата Анте Банина ние ја обновивме на Ледолејски, Борис Крајгер ја обновивме, а од Борис Крајгер кога ќе направиме ние значи нова сообраќајница обиколница до булеварот Гоце Делчев, до индустријската зона, многу ќе значи за овие вработени. Јас се гордеам на штипските бизнисмени кои градат, кои вработуват и лично мислам дека за сега
следејќи ги анализите на банките во Република Македонија, дека Штип е град во кој се највеќе инвестира. Највеќе се повлекуваат кредитни линии, тоа покажува дека градот веќе има живост. И мислам дека тоа вие како новинари го следите. Инаку мора да кажам дека поддршката на медиумите од наша страна беше максимална за овие 4 години. Значи, се што требаше општина Штип да си го заврши на време како врска. Цениме дека со нашето финансиско помагање на медиумите правиме навистина многу, затоа што се она што ние го работиме преку вас е презентирано на еден и на друг начин, и кога негативно сте презентирали, ние никој пат не се лутеле, затоа што тоа е став на секоја редакција, но лично мислам дека во овој град, бар за мене, не направив ниту еден промашен проект. Секој проект беше добро обмислен, финансиската конструкција беше направена реално и, што е многу важно, транспарентните јавни набавки, кои секојдневно ги гледате на веб страната на општината, покажаа дека еден проект, ако реално чини 500.000 евра, ние можеме да го завршиме за 150.000 евра, како што е патеката од 8 ноември до населбата Балканска. И тоа е нашиот дел. Дури децата од јавните набавки се радуваат кога падне цената, иако знаат дека ќе добијат нова работна задача. И, што е многу важно, да имате добра финансиска кондиција. Сите правни субјекти, значи економски оператори кои работат со нас и добиваат тендери, знаат дека наредниот ден после добивањето на фактурата, ако е чисто се, подпишано од надзор, проверено од службите, се плаќа. И никој ке мене не се молел да добие одобрение за градење, никој не се молел да му се плати. А знаете дека легализиравме веќе некаде над 6.500 објекти во овој град и тоа го работиме исто и така интензивно. Така да мислам дека се на се, соработката со вас беше на завидно ниво, Драган и мојот тим ви стоја на располагање. И добро е што на некои институции ставивме добри директори, како што е на библиотеката, нели, како што е на ЈП Исар, на ЈП Степион, во дел училиштата, и веќе го мотивиравме креативниот дух на тие раководни лица да имаме и добри училишта, и добри градинки, и добри национални установи, и на крајот сите ние што сме штипјани, што живееме во овој град, да почувствуваме дека навистина во овој град пулсира градот. Страшен ноќен живот, културен живот, и да не заборавиме дека тука е седишето на Брегалничката епархија и дека ние градиме 14 цркви моментално, некои се веќе довршени, интензивно, со лична поддршка, со лични средства, со голем број на актитори од бизнис заедницата, и ако во Штип во 14 век се изградени 10 цркви, сега му се повторува овој дел. Тоа е сепак христијански град овде, и тие цркви кои се прават се ремек дела на нашата архитектура, на онаа Охридска школа и Старовизантијска школа, што е многу битно за духовниот живот на нашите сограѓани. Значи нема наслаба каде едноставно не се градат и такви објекти.